Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Социјалдемократскиот сојуз, преку институциите и владата, успешно ги менаџира последиците од најголемата економска и енергетска криза во светот во последните 70 години. Антикризните мерки, вредни 400 милиони евра за заштита на стандардот на граѓаните и стопанството, даваат резултати. Ефикасното и брзо реализирање на само неколку мерки на владата, сметките на граѓаните се намалени за 4000 денари месечно. Во време на огромна криза, ова е многу значајно. Само со една мерка, намалување на ДДВ за основни производи за храна од 5% на 0%, од април до јуни, граѓаните заштедуваат во просек по 1500 денари месечно. Најголемата заштеда, односно ефект, има кај мерката за електрична енергија. Доколку владата не ја субвенционираше струјата, сметките за струја на граѓаните би биле околу 2150 денари повисоки на месечно ниво. Со намалувањето на стапката на ДДВ од 18% на 10% за енергенсите, односно акцизата, директен ефект од 300 денара заштеда месечно за граѓаните, согласно со просечната потрошувачка на гориво по домаќинство. При тоа, ова е само директен ефект врз горивата за возење, а индиректно ги штити и цените од пораст. На овие мерки може да се додадат покачувањата на минималната плата за двојно од времето на ВМРО ДПМН, помошта за пензионерите од 1000 денари месечно и рекордното зголемување на пензиите, како и поддршка на ренливите категории. За неполни 100 дена, Социјалдемократскиот сојуз и премиерот Ковачевски успеа да донесе ефикасни мерки и многу сериозно да го намали ценовниот шок и да го заштити стандардот на граѓаните. Секако дека сите овие мерки целосно нема да ги решат сите проблеми. Живееме во огромна криза и јасно е дека сите ги чувствуваме економските последици. Но она што е важно е дека владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз секој расположив денар од буџетот го насочува за поддршка на граѓаните и компаниите. Така и ќе продолжиме одговорно, ефикасно, со вистински и издржани економски политики. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.